За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите: за предјадење бомбици од сирење, како главно јадење полнети телешки гради, за десерт снајкин колач. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни: компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите бомбици од сирење. Во поголем длабок сад го рендаме сирењето. Потоа во садот го рендаме кашкавалот. Додаваме и една лажица пармезан. Ги додаваме и 3 стенки. Мешаме со лажица за да се соединат со стојките. Макдоносот ситно го сечкаме. Зелената салата ситно ја сечкаме. Исечканата зелена салата ја расфрламе на чинијата за сервирање, формирајќи венец. Земаме од смесата од длабокиот сад и ги формираме бомбиците. Третина од бомбиците ги валкаме во црвен пипер. Потоа ги редиме на средината на чинијата за сервирање. Третина од бомбиците ги валкаме во исечканиот макдонос. Ги редиме на чинијата за сервирање. Преостанатите бомбици ги валкаме во сусам и нив ги редиме на чинијата за сервирање. Со тоа добиваме бомбици со 3 различни вкуса и во 3 бои. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје темјаника со зеленикаво жолти нијанси и мускатно цветна арома. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Измешате смеса од ренданото сирење и кашкавалот, пармезанот и топеното сирење. Формирајте бомбици. Третина од бомбиците свалкајте во црвен пипер. Наредете ги на чинија за сервирање, украсена со венец од сечкана зелена салата. Втората третина свалкајте ги во сечкан макдонос. Додадете ги на чинијата. Преостанатите бомбици свалкајте ги во сусам. Сервирајте ги на чинијата. Добар апетит!
За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите полнети телешки гради. Прво переците ги кинеме на парчиња и ги ставаме во длабок сад. Ги преливаме со млеко. Притискаме со раце за да го впијат млекото. На месото му ги отстрануваме мрсните делови. Потоа го засекуваме формирајќи џеп. Ја посолуваме внатрешноста на месото. Посолуваме и од надворешната страна. Потоа го наросуваме месото со мелен црн пипер и од надворешната и од внатрешната страна. Месото го слиткуваме на половина и оставаме да ги впие за чипите. Во меѓувреме на шампиньоните им ги отстрануваме рачките. Шампиньоните ги сечкаме на листови. Потоа ги сечкаме и рачките на парчиња. Главицата кромит ситно сечкаме. Сувите печурки ги преливаме со топла вода. Во тава за пржење на оган ставаме масло да се загрее. Во тавата додаваме и пудер. На загреаната мрснотија го ставаме и сечканиот кромит да се пржи. Во тавата ги додаваме и исечканите рачки од шампиньони. На ситната страна од рендето ја рендаме кората од лимон. Потоа лимонот го цедиме во цедот. Откако кромидот ќе омекне во тавата ги додаваме и листовите шампиньони. Додаваме една лажица зачин. Во тавата ги додаваме и омекнатите суви печурки. Јајцата ги кршиме, ги матиме со жица за матење. Потоа ситно го сечкаме макдоносот. Исечканиот макдонос го додаваме во тавата со печурки. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Промешуваме. Во садот со омекнатите парчиња перец ја додаваме изренданата кора од лимон. И содржината од тавата ја додаваме во садот со переци. Потоа ги додаваме и изматените јајца. Во садот додаваме 50 грама пудер. Го додаваме и сокот од лимон. Потоа рендаме морско оревче. Ги додаваме лебните трошки. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Мешаме со лажица додека состојките се соединат. Потоа со лажица земаме од филот и ги полниме телешките гради. Со метална игла ги затвораме полнетите гради за да не испаѓа филот. Тавата за печење на оган ја попрскуваме со масло. Во тавата ги ставаме полнетите телешки гради. Компирите ги сечеме на кришки. Морковите ги сечеме на коси кругови. Тавата со запечените гради ја тргаме од оган. Во тавата ги додаваме парчињата моркови и компири. Потоа го налеваме белото вино. Преливаме и со 100 мл вода. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Ја затвораме тавата со алуминиумска фолија. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 2 часа на температура од 200 степени. Ја отстрануваме фолијата и металната игла. На даската за сечење полнетите телешки гради ги сечеме на парчиња. На средината на чинијата за сервирање ставаме од филот од тавата за печење. По краевите нанесуваме од печените компири и моркови. Потоа на чинијата скалесто ги редиме парчињата полнети телешки гради. Украсуваме со гранчиња копар по краевите на чинијата. Тенки кругови црвена пиперка ставаме врз гранчињата копар. Со по неколку полукругови краставица ја завршуваме декорацијата. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 3 часа. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Вранец со темно рубин црвена боја и арома на суви сливи, капини и рибизли. Се служи на температура од 16 до 18 степени. На мешавина од масло и путер испржете ги кромидот и шампиньоните. Зачинете и додадете го макдоносот. Измешајте со омекнатите переци, ренданата кора и сокот лимон, лебни трошки, изматени јајца, путер и зачини.
Со филот наполнете го од джебот на зачинетото месо. Зацврстете и спржете го во тава. Додадете ги исачканите компири и моркови. Прелите со вино и вода. Зачинете, испечете под фолија. Исечете ги полнетите гради на парчиња. Сервирајте и украсете. Добар апетит! Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите снајкин колач. Почнуваме со подготовка на пандишпаните. Јајцата ги кршиме и ги делиме жолчките од белките. Потоа ги матиме белките со миксер. Во изматените белки го додаваме шеќерот. Откако шеќерот ќе се растопи, го исклучуваме миксерот. Во садот ги додаваме брашното и прашокот за печиво. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Ја делиме смесата на два еднакви дела. Во половината од смесата го додаваме кокосовото брашно. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Во втората половина од смесата пак ги додаваме сечканите ореви. На покрупната страна од рендето во садот ја рендаме чоколадата. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Тавите за печење ги облажуваме со хартија. Ги нанесуваме тестата за пандишпаните во тавите. Потоа ги ставаме тавите во ревна. Печеме 20 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме вториот фил. Во садот со жолчките ги додаваме ванилиниот шеќер и шеќерот во прав. Матиме со миксер додека шеќерот се растопи. Потоа садот го ставаме на пареа, мешаме со лажица. Откако кремот ја добие потребната густина, го тргаме садот од оган. Почнуваме со подготовка на првиот фил. Во тенџере го ставаме млекото. Тенџерето го ставаме на оган. Откако млекото ќе зоврие, го тргаме тенџерето од оган. Со врелото млеко ги преливаме мелените ореви. Мешаме со лажица. Чоколадата ја кршиме на парчиња и ја ставаме да се топи на пареа. Мешаме со лажица. Садот со растопената чоколада го тргаме од оган. Во сад за матење ги ставаме путерот и шеќерот во прав. Матиме со миксер додека путерот стане пенест. Потоа во садот ги додаваме изладените ореви. Матиме со миксер. Филот го додаваме во садот со изладената растопена чоколада. Мешаме со лажица додека филот се соедини. Продолжуваме со подготовка на вториот фил. Во садот со изладениот крем од жолчки ги додаваме путерот и шеќерот во прав. Матиме со миксер додека филот се соедини. На пандишпаните им ги отстрануваме хартиите. Потоа им ги отсекуваме краевите. Кафениот пандишпан го премачкуваме со вториот фил. Врз филот го ставаме жолтиот пандишпан. Го премачкуваме со првиот фил. Врз филот нанесуваме дробени ореви. Потоа го сечеме колачот на коцки. 4 коцки снајкин колач ставаме на чинија за сервирање. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 70 минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!
Подгответе смеса од белките изматени со шеќер, брашното и прашокот за печиво. Поделете на два дела. Во првиот дел додадете го кокосовото брашно, во вториот оревите и изренданата чоколада. Испечете 2 пандишпана. Од изладениот крем од жолчки, путер и шеќер во прав изматете го од вториот фил. Првиот фил подгответе го од путер изматен со шеќер во прав, мелени ореви, прелиени со млеко и растопена чоколада. Кафениот пандишпан премачкајте го со вториот, а жолтиот со првиот фил. Наросете дробени ореви и сечете на коцки и сервирајте. Добар апетит! Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме. За предјадење цигара бурек, како главно јадење фантазија од месо, за десерт кокос баклава,